Здраво на сите и добродојдовте на оваа платформа посветена на разговори за театарот по време на пандемија. Моја денешна соговорник е Ирена Стериовска, режисерка во Народен театар Охрид. Добре дојде, Ирена. Здраво, Џаџа, добро ве најдов. Ти благодарам што ја прифати поканата и што се согласи да ги споделиш своите доживувања за новонастанатата ситуација. Секогаш интересно во вакви за нас театарџи и општо сторителери е интересно да размислуваме за некои хипотетички ситуации. За волја на вистината ова не е хипотетичка ситуација, така да дотолку поинтересен ќе биде разговор. Да, искрено се надевам и дека ќе мотивира и дека ќе инспирира овој разговор со глед на тоа дека е со тебе. Моето прво прашање и прашање кое што го поставувам на сите соговорници како стандард за отварање на оваа дискусија е што значи да се биде режисер во време на пандемија, како го доживеа моментот кога се затворија театрите и сите други културни институции се разбира и како ти минаа првите политички часови? Во суштина, режисерската професија, секој што работи као режисер знае дека генерално големиот дел од работата се случува во главата на режисерите, меѓутоа тоа е една припремна фаза каде што режисерот се договара и сам со себе, што сака да раскаже, која приказна, зошто, кој е контекстот кој што ќе го долови. Затварањето на театрите, искрено јас и генерално повеќето режисери со кои што сум во контакт, прилично травматично го доживеавме, од проста причина затоа што знаеш, не постои период на адаптација, не постоеше период на адаптација каде што ние од една фаза ќе се префрлиме во оваа фаза, а од друга страна па и не постои некаков таймлайн кој што треба да го дочекаме ние па да се врати на нормалата. И во суштина сега постои една, така би рекла, некој лимбо период во кој што не знаеме ние временски колку ќе трае и не знаеме како да се наштелуваме, бидејќи општо театарските, па и филмските и сите уметници на некој начин се навикнати да размислуваат во одреден тайм фрейм во кој што би требало да се поминат фазите на продуктивност. Сега тоа е малце развлечено, мислевме дека ќе трае помалце, веројатно ќе трае повеќе, но мислам дека е може да биде, не е сега, меѓутоа може да биде прилично конструктивен период во однос на она што ни е нашата вечна задача на отварање на нови простори, на нови концепти, на нови визии, нови контексти да ловиме. Еве гледам дека веќе во светот, мислам и тука, меѓутоа и во светот, веќе почнуваат да се отвараат размислувања, насоки на размислување во кои што ќе можеме ние да твориме, да ги раскажуваме, бидејќи ние иницијално сме сторителери, ќе можеме да ги раскажуваме нашите приказни во некоја друга форма, во некој друг контекст, каде што сепак она што ние го правиме ќе останеме доследни на тоа што го правиме, меѓутоа ќе биде во контекст на времето кое што се случува, што ги смени сите работи, па што останува за уметноста. Уметноста и при најмал помак општествен секогаш е некако можеби не маргинализирана, меѓутоа секогаш трпи најмногу потрес во било каква промена, а па оваа каде што големи индустрии кои што би требало да се по дефолт некако стабилни, веќе почнуваат да се расклинкуваат, па ние и тоа како сме ние смената генезата, условно кажано, на действување. Да, скоро сите професии во периодов се префрлија на интернет платформите, наставата на факултетите се префрли на онлайн, се претвори во онлайн настава. Процесите кои што театарските процеси некои беа стопирани, некои се префрлија повторно на онлайн платформите и некако сите бевме приморани да работиме од дома. Ме интересира како минуваше овој период за тебе, што работеше од дома, како изгледа тој процес на работа од дома. Знам дека за вас режисерите малку поинаку отколку за актерите, бидејќи вие сега пак имате една фаза во која што принудно работите дома, но за актерите се разбира поинаку. Ме интересира тој прелаз од приватно во работно, особено сега кога е принудно.
Да. Знаеш како, во суштина, таа што ја спомна, таа обична иницијална фаза, на припрема каде што режисерот сам со себе се договара, се бара теми, истражува аспекти од кои што би ги обработувал тие теми. Најголемата тежина во целиот период е тоа што, барем за мене, е тоа што мозокот продуцира од навика некоја, бидејќи некоја биолошка инерција му доаѓа тоа, продуцира концепти, продуцира идеи и веќе од неможноста да бидат реализирани, да преминат кон втората фаза, веќе почнуваат самите концепти и самите идеи да тежат, знаеш, бидејќи кога во моментот кога се продуцира нешто и кога тоа не продолжува низ нормалните фази на припрема, дури да стигне да се нарече дело, веќе почнуваат да се претопуваат концептите едни во други, веќе почнува, знаеш, јас во овие 4 месеци, мислам, ме напаѓаат концепти и идеи за работи, буквално ме напаѓаат до степен да знаеш, и сама понекад дури како нека форма на медитација морам 2-3 сати у денот тотално да се исклучам за да не знаеш, да не го преоптеретам сопствениот систем со многу безброј први фази. Знаеш, бидејќи не одат следствено работите, туку цело време некако во луп заглавуваме во првата фаза и веќе кога ќе ја разработиш доволно првата фаза, иако тоа не е така паушално, немек 2 дена, па сега толку завршува фазата, све е тоа ongoing процес, меѓутоа како тече времето се јавуваат многу повеќе ongoing процеси, особено поради тоа што ова време е прилично плодно во однос на социолошкиот поглед кон светот. А јас, мислам, сите режисери генерално, меѓутоа јас особено за себе сметам дека цело време таму негде на прва борбена линија во сторителингот ми е социолошкиот аспект на приказната која што одбирам да ја раскажам. И сега целава оваа ситуација што во нормални услови била хипотетичка ситуација која може да би се играла во нека социјална игра, као замисли има пандемија, не можеш да му се доближиш на човек 2 метри, го, шо правиш, знаеш, мислам, во суштина една таква ситуација која што е реалност, е секојдневие и сама по себе самата ситуација на некој начин те тера да смислуваш креативни концепти, креативен начин на изразување. И просто не можеш да избегаш од таа, условно кажано, дури дистописка некаква нишка на сопственото постоење. И знаеш, мене барем ми е многу така, баш ми требаат тие 3 сати за да не ме напаѓаат концептите, за да не ме напаѓаат идеите. Генерално она што се вика приватен и работен простор, секогаш зависи тоа секој индивидуално, знаеш, како работи. Јас со суштина од секогаш сум работела меѓу луѓе, дури и луѓе кои што не се во работниот процес, мене процесот ми е тука, па можам и да циркулирам и функционирам уз луѓето. Сега тоа што немаме многу контакт со луѓе, јас барем немам многу контакт со луѓе физички, на некој начин ми го ослободува оној работен простор и дома и со себе, да можам да контемплирам идеи на некој начин. Меѓутоа и тоа како фали размената на енергии со луѓето кои што работат театар, бидејќи секој што работи театар знае дека сам театар не се прави, дека колку и да е иницијалната идеја генијална, после тоа преиспитувањето на таа идеја и на тој концепт од сите останати учесници во проектот, во представата, во приказната, дека е нештото што го тера да добие квалитет, да добие на тежина. Значи, во суштина сега јас сум барем во фаза да се мислам дека е прилично интересен концепт што ми се случува во глава, меѓутоа не е стаено таму некаде на маса за да биде преиспитано, за да биде надградено, за да биде да биде накитено со скептичноста, со идеите, со преиспитувањето од сите останати учесници во проектот. Така. Со оглед, споменавме дека се префрли на интернетот, така и веќе одиграните представи во живо се префрлија на интернет и почна да се прикажуваат
поразни социјални медиуми, платформи, интернет платформи. Театрите на некој начин, државните театри во земјата на некој начин чувствуваат потреба, предпоставувам, да го одржат тој контакт со публиката, со тоа што ќе ги отворат своите архиви. Како режисер ги доживуваш, ги доживуваш овие онлайн изведби на веќе одиграни представи? Знаеш, она што е наменето да биде за физичко присуство на публиката, во суштина не го гледам дека е кој знае каква придобивка што ќе го ставиме онлайн, па сега ќе може да се гледа. На сметка на тоа, така да мислам дека тоа е не ни можам да го наречам дека воопшто може да биде на било каков начин продуктивно тоа. Тоа е чисто колку да се одржи контакт помеѓу институцијата и публиката и мислам дека тука завршува, лимитирана е придобивката од тоа, додадената вредност. Од друга страна, значи, она што ни го нуди овој, ни го нуди, поише не приморува отколку што ни го нуди, оваа ситуација со коронавирусот е тоа што на некој начин не тера да откриваме еве тие виртуелни простори, што значи дека на пример мене многу поинтересни ми се проектите кои што се ги има еве и тука и Вондерленд театар, Мила Витошевиќ направи интересна една визура во однос на тоа што значи да се открива алтернативен простор. Мене ми е интересно, особено како режисер ми е интересно, ако више го откриваме и ако го освојуваме како режисери, виртуелниот простор, мене ми интересира више користење на алатките кои што се наменети за виртуелниот простор. Имено, ако ти раскажуваш приказна, да речеме, било која, значи како е Макбет да ја раскажеш, да се обидеш некако онлайн да ја представиш, самото користење, да не играме пред компјутерската камера или пред телефонската камера како пред публика, туку да видиме тие алатки што се користат во everyday life како такви, да видиме како можеме во истото дејствие да ги имплементираме и на таков начин да ја раскажеме приказната. Значи мене тоа како концепт ми е поинтересно. Еве гледам сега, мислам на светско ниво, гледам дека бајаги луѓе размислуваат на сличен начин како мене. Баш на Netflix, најпопуларната платформа за видео содржина, излезе цела серија кај што првата сезона е Homemade се вика, кај што првата сезона е на прилично познати успешни филмски режисери кои што во карантин имаат снимено свое видео од некое 10-минутно кратко филмче и прилично интересно да го видиш пристапот како еден човек може да раскаже приказна и веќе начинот на сторителинг сосема да си ја завземе за во ова време својот идентитет. Така што мислам дека ова и доколку би се вратило, здравје Боже, да се врати во нормала, да речеме за година, за две, како и да е, мислам дека самиот овој лимбо период дека ќе отвори на некој начин и во самиот класичен театарски, па можеби филмски израз, ќе вметне нешто од виртуелниот простор кој што го освојуваме по сила, да, допрва, меѓутоа и по сила на принуда, меѓутоа ќе најде после тоа примена, имплементација во она што се вика класична уметност. Одлично, интересно размислување и ме интересира, хипотетички рековме, доколку оваа ситуација продолжи, бидејќи навистина не знаеме како ќе се одвива. Кои се твоите планови како режисер? Како го гледаш твојот развој како театарски уметник? Реално многу ми е тешко да одговорам на ова прашање затоа што генерално ние уметниците тргаме од премиса дека и тие малку граници што ги имаме сега за наше творење дека сме спремни да ги рушиме и знаеш нас не треба простор. Сега многу ми е тешко да се замислам во толку тесен простор јас како делувач. Се надевам дека ова ќе биде само период кој што ќе ни отвори одредени правци, знаеш како се осеќам како у римско време, ние не сме сега во било какво современо некое пост-Исус време, каде што веќе се направени некои римски патчиња, па ние ќе ги правиме автопати или не знам што. Не, ние треба римските патишта сега во моментов за ваквиот израз да ги правиме. Значи ние треба сега да ја расчистиме шумата, да видиме кај одиме. Затоа ми е многу
тешко да ја замислам како животна околност пандемијата и да можам себе си да се погледнам и да видам во кој светло или во кој правец би делувала. Искрено се надевам дека ќе биде кратка околност, не сакам ни да размислувам дека ќе биде нешто што е не знам, што ќе трае, не знам, 20-30 години, се јас треба во тие 20-30 години во толку тесен простор да смислам како да се изразам. Мислам дека тоа е така мазохистичко уметничко размислување, не сакам да одам таму, али и тоа како мислам дека овие неколку години, колку и да се една, две, три, предпоставувам не поише, години дека ќе обезбедат на некој начин една поголема економски ликвидност, да кажам, една поголема флексибилност на уметниците да можат да ги победат бариерите на класичниот израз кој што досега го практикувале. Да видиме малце што значи да се извадиме надвор од комфорт зоната како вежба, како 3-годишна вежба да речеме, да се извадиме надвор од комфорт зоната и да видиме што можеме да научиме и да покупиме за тоа, за после тоа да го примениме, да се надгради досегашниот класичен израз. Под класичен израз не мислам на класичен како жанр, туку класичен како се досега што имаме видено, и нов и постмодерен, како и да е театар. Мислам дека она што е физичкото присуство, публика, действие, особено за театарџиите, за глумците во театар, тоа е чувство кое што е незаменливо. Ти можеш да играш, да кажеш монолог, да влагаш во емоција пред камера, пред сопствената камера на телефон или на компјутер или како и да е. Меѓутоа, она што е партнерската блискост, она што е тој некоја невидлива енергија, размена на енергија помеѓу актери и публика на сцена. Мислам дека тие се некои императиви во театар кои што не се баш многу подложни на варијации. Така, што сметаш дека ти себе си не можеш да си се замислиш во оваа хипотетичка ситуација доколку продолжи, но дали може би си размислувала како би реагирале, како би действувале, што би правеле едноставно уметниците од минатото кои што те мотивирале и инспирирале во твојот развој како режисер? Како тие би се снашле со овие можности кои што ги нуди 21 век, зборувам од технолошки аспект, но од друга страна недостатоци кои што ги нуди повторно 21 век и сите тие дистракции од социјални мрежи и слично. Значи, баш ме интересира што сметаш тие големи театарски имиња кои што се тим се восхитуваме. Па, знаеш, генерално, ако треба да одредам некој период кој што е многу сочен за одредена епоха на театарско делување, да речеме, па може би иницијален сторителинг, пишување, драматурзи, овие авангардиве мене ми се точно за денеска, односно, не знам, театар на апсурд, бидејќи на некој начин сега ние сме приморани да креираме театар, приморани да креираме уметност, сторителинг театар, со единствената презумција дека не смее да се случува тоа што е единствената парадигма на театарот, физичко присуство на публика блиску до действието. Што значи дека, не знам сега, Владимир и Естрагон во ова време, мислам, сигурно би имале многу што да кажат. И што да чекаат меѓу другото, знаеш? Така што знаеш како, мислам дека на некој начин овие што се Бекет, Јонеско, не знам, па дури дистописки автори кои што ми се мене во периодов прилично актуелни, на некој начин ги начнуваат сите овие теми, меѓутоа факторот кој што ја носи ситуацијата до оваа апсурдна ситуација е човеков фактор. Овде можеби е човеков фактор, меѓутоа не можеме точно да го посочиме виновникот. Знаеш, овде е
некаква виша сила, дали некој човек што направил во лабораторија нешто или некој што изел лиљак, значи се едно е, не е тој некој владетел кој што можеме да го симнеме од власт, не е тој некаков принцип да се прекине војна па се ќе биде во ред. Значи во моментов се соочуваме со огромна дисторзија на нормалноста и ние немаме конкретен виновник. Знаеш, и тоа е многу голем лосето, како се вика, парадокс. Губиток е тоа заради тоа што секогаш кога можеш да посочиш одреден виновник или квар во системот, креативноста се насочува кон тоа да го победи тоа. Знаеш, сега во моментов не може уметноста да ја победи науката. Тоа е малце зизвот. Може да победи режим, може да победи автократија, може да победи војна, све тоа може да победи. Меѓутоа екзактната наука е екзактна наука и нема тука што да се победува. Значи, во однос на тие некои претходни автори што ме инспирирале, мислам дека да беа дел од нив живи сега ќе имавме, ако ништо друго, оставено дела со сериозна вредност која што ќе го издржи тестот на времето. Мислам дека ова е одличен момент да се заокружи овој разговор како една порака која останува. Но сепак на крајот секогаш оставам простор моите соговорници да докажат се што сметат дека не се доискажале преку овие прашања, така што ќе оставам и тебе таа слобода и можеби доколку чувствуваш потреба да испратиш една порака до постпандемскиот режисер. Во суштина, она што претпоставувам дека сите сме согласни е дека не треба, дека уметниците најмалце во овој период треба да заспијат. Мислам дека треба дури да сме надвор од својата комфорт зона, како што заклучивме веќе дека сме надвор од својата комфорт зона. Мислам дека треба можеби и други алатки, можеби јас за себе тоа размислувам, можеби треба да седнам и да пишувам, да видиме што ќе излезе од тоа, знаеш, можеби тоа е на некој начин мојот одговор кон рамките што моменталнава ситуација ги постави. Она што е битно е дека апсолутно е можност да откриваме виртуелни простори, да откриваме нови простори на изразување кои што после тоа и тоа како ќе можеме да ги имплементираме. Мислам дека можеби е добро време секој од нас да се позанимава, бидејќи немаме таква брканица на таймлајнот, типот на сега треба да почнам представа, треба да ја завршам, да па после треба да почнам друга, па имам ова, имам она. Значи, сега е малце посмирено и можеби треба да се позанимаваме малце со сопствениот идентитет. Што значи тоа? Тоа значи дека ако ние како не само Македонија, туку генерално во светот, ако сме поминувале одредени епохи кои што се имале свој идентитет и своји карактеристики. Можеби сега треба да се занимаваме, јас и пред пандемијата веќе подолго време се занимавам со што е постмодернизмот. Да видиме што е постмодернизмот. Значи, веќе сме поминале таа фаза на фрагментарност, на крв, пот и сперма, што го викаме ние во театарот, постмодерниот театар. Значи, реално сега треба да видиме која е следната фаза и да се занимаваме малку со следната фаза, бидејќи за тоа и тоа како имаме време сега и да преиспитаме се што било и да можеме на некој начин да насочиме каде треба да се оди. Мислам дека треба да се занимаваме колку и да е тоа, нека биде мое субјективно мислење, меѓутоа мислам дека самиот театар треба повеќе да се отвори кон општествени теми, помалку кон субјективни теми, затоа што на некој начин во ова време каде што практично многу циркулираат информации, дека театарот може и тоа како да биде алатка уметност во активизмот, значи дури активистичка алатка за промена на одредени општествени прилики. Мислам дека според мене значи има режисери кои што си работат субјективен театар, сторителери кои што се сакаат субјективни приказни, публика која што сака субјективни приказни. Меѓутоа јас мислам дека
на секоја работа, на секоја уметност, веќе во ова време, каде што немаме ние комоција на мецени, на безусловно инвестирање во уметноста и така натаму, веќе треба да видиме која е примената на театарот, треба да видиме која е примената генерално на секоја уметност и мислам дека примената на театарот е како е алатка која што и тоа како може да направи општествени промени, политички дури промени, не во смисла на дневна политика, туку политички како начин на системско некое функционирање. И затоа сметам дека треба на некој начин сега сите режисери, особено режисери, мислам дека треба да почнат да се свртуваат кон сопствените концепти, кон сопствените визии за што они како уметници сакаат да бидат искористени како алатка, на што се они условно кажано слуги на настанот, на кој настан се слуги. Така што мислам дека да не се случеше целата пандемија, јас не знам колку време ќе поминеше додека бидејќи времето е пребрзо, додека не се дефинираме ние себе си во кој правец, кој пат го одиме сега во ова време на постмодернизам, што јас го викам постмодернизам, jer никој не кажал како се вика, знаеш, поинаку. Така што може треба да се позанимаваме малку со тоа каква е денешната уметност, каква треба да биде, каков е правецот кој што ќе го заземеме, темите кои што ќе ги обработуваме и мислам дека во моментот кога ќе ни биде јасно, јас не зборам дека тоа некој колективен договор, меѓутоа каде не влече гравитација, каде оти генерално општествените случувања на некој начин ја диктираат уметноста и да видиме овие општествени случувања каде ќе не однесат. Во моментот кога ќе го видиме тоа, мислам дека ќе бидеме и самите по и сигурни во себе, меѓутоа и по несвесно организирани во однос на тоа да ја искористиме уметноста како алатка за генерално за подобар свет, што е во основа и нашата задача. Согласувам и ти благодарам многу што ја прифати поканата и што ги сподели сите исцрпно, толку исцрпно и убаво и концизно ги сподели своите размислувања. И се надевам дека ќе му се навратиме на овој разговор по некоја година и ќе видиме каде сме. Знаејќи каде сме. Сигурно дистанцата и перспективата ќе биде интересно за следење тогаш сега сме живи и здрави битно. Да, така. Така. Ти пожелавам добро здравје. Пријатно. Чао. Чао.